Се враќаме во студиото. Гости се Сотир Костов и Темел Користевски. Професоре, едно од главните камења на сопнување во преговорите за формирање на нова влада, како што кажав на почетокот, според неофицијални информации, е продолжување на мандатот на СЈО, кој инаку е ставен и во агендата во она фамозна платформа на албанските партии. Ова прашање е прашање кое често е спомнувано и од меѓународната заедница, од Европската унија, тие бараат непречено работење на оваа институција. Каков е вашиот став? Значи, прашањето е, треба ли да се проложи мандатот или мислите дека треба да ги заврши истрагите и сите постапки во рокот кој е зададен? Јас мислам дека треба да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство, тоа да си ја заврши својата работа до крај. Од бомбите на Заев, проектот бомби на Заев, произлегоа основи на сомненија за извршени бројни постоење на основи на сомнение за извршени бројни кривични дела на злоупотреба на службената положба, кривични дела против достоинството на личноста, кривични дела против изборите, кривични дела на злоупотреба на власта и така натаму, корупција, провизии, се што имаше. Таква Македонија, таква криминализирана Македонија ќе представува рак рана на европското ткиво. Европа не трпи рак рани. Интерес на Европа е исто што е интерес на граѓаните на Република Македонија да се расчисти со тој криминал. Оние за кои што постои основано сомнение, односно основи на сомнение дека ги извршиле тие кривични дела, да се најдат пред судот на правдата и да си одговараат ако навистина ги извршиле тие кривични дела. А постојат основи на сомнение и веќе и основано сомнение, затоа што се подигнати обвиненија дека се сторени тие кривични дела. Да. Сум представо дека специјалното јавно обвинителство мора да му се овозможи да си ја заврши својата работа, а завршувањето на работата бара продолжување на мандатот. Господине Костов, на самиот почеток на политичката криза, кога тогашниот премиер Никола Груевски беше прашан за тогаш уште не беше формирано, ниту имаше еден надзир за специјалното јавно обвинителство, сето тоа беше уште во еден разговор предходен и тогаш беше прашан за носење на странски обвинител или на специјален обвинител, не знам точно како беше формулацијата, тој тогаш кажа не еден, 20 нека донесат ако сакаат. Да. Како почна да работи специјалното јавно обвинителство и како да почна да отвара предистражни постапки, истражни, да подига обвиненија? Сега риториката на ВМРО-ДПМН се смени, сега почнуваат напади кон специјалното јавно обвинителство и не сакаат да слушнат да се продолжи мандатот. Не, ја тоа поинаку го гледам. Ќе ве вратам некоја година наназад, па да бидам искрен, не сеќавам, 2006-2008, тука некаде е. Груевски донесе советник од Италија и мислам онолку колку имам информации, сакаше да го постави за јавен обвинител во Република Македонија. Знаете ли кој рипна? Сите тие што сега го поддржуваат специјалното јавно обвинителство, од каде странец канец, па што значи ова? Значи, на господинот Никола Груевски да не му лепиме, не мислам на вас, етикети дека е против правосудната власт или еве најточно против јавно-обвинителската функција, бидејќи јас сум еден од тие бивши, па и ја би бил против него ако е тоа така. Но Катица Јанева и нашето специјално јавно обвинителство, ама благе везе нема со странски обвинител. Значи тоа тие Боки Шеширчија, тоа тие разлика моје Кочани и Парис. Катица Јаневска, ова што го прави, ја во последната моја колумна го нареков транге, франге, јавно обвинителско одлучување. Значи, невидена политизација. И еве вака. Хајде да додеме со фактите. Колку време функционира и работи специјалното јавно обвинителство? Не сме мереле во денови, ама година и 3-4 месеца, ја мислам. Отприлика, да. Тука некаде. Година и 3-4 месеца е сосема доволно време
неколку, не сите, неколку предмети да се веќе во судеча и пресудувачка фаза. Ниту еден не е. Зошто? Ако треба ќе го објаснуваме и тоа. Тие велат Нема докази. Според обструкциите Ма кои се не, прави не, од не, судската власт. Видете, од сите можни сега, институции. дајте ми 5 милиона мене буџет, дајте ми 12 заменици или помошници, не знам, дајте ми 20 на извршители специјални за полиција ваква, полиција онаква, дајте ми апарат кој веќе мислам се едно 200 луѓе, ја ви тврдам никој не може обструкција да ми Што е изврши. таа мене. во однос на цела Никој не држава? може. Ја водев една истрага 4 години со никакви ресурси си ја завршивме. А што е тоа во однос ако е целата држава против вас? Какви се тие Ма, ресурси? каде Тие се- гледате? Еве вака. Ево, ја не бев против специјалното јавно обвинителство, иако децидно кажав дека тоа е паралелен орган на државното јавно обвинителство, дека не е по уставот поставено и по законот за јавно обвинителската функција, но еве, се договориле четирите главатари и ајде да ги почитуваме. Господине Костов, тоа е Ајде да ги нотирано, почитуваме. тоа е нотирано од релевантни меѓународни институции, Да, од Европската Ама комисија. да ви кажам се како од сум СДП, еволуирал него- јас. Не, сакам да кажам за обструкциите. Тие се нотирани и тие се значи од релевантни институции, од Европската унија. Значи тие До кога ќе се покриваме се со странскиот фактор? Зошто не размислуваме со наша глава? Па Ајде вие- вака. вие пред Ајде- малку се повикувавте ајде вака, на не. Ајде Светската вака. банка, на- А, не, тоа е економија. Извинете, Не. тоа се екзактни показатели. Ово е политика. Овде е политизирање на состојбите, влегување на територијата на правото, поточно на јавно обвинителското Добро, работење. има и толкување дека се странските извештаи се употребуваат кога се во полза се употребуваат, но кога не се добро, отфрлаат. да речеме има, ја тоа ретко го правам, да не речем воопшто не го правам, но ај вака се ја значи. Јавното обвинителство, зошто мотивот, поентата, зошто постои? Настана случај од пуч и требаше да процени кој ги направил тие инкримирани снимки и на неовластено објавени. Па добро и процени. Што направи? Како процени? Ма не проценува јавно обвинителство. Ве молам, следете го законот. Судот го прави тоа. Добро, Судот. но тие ја завршија целта за која се оформени. Тие излегува со истрага за тоа кој Сега прислушува. да извини, вака сега. Значи, вака велат. Се откажуваме од пуч. А има екзактни докази електронска комуникација за граѓански војни, за крвишта, за украински сценарија, за чадори, странски држави и така натаму. Комуникацијата и на Заев, пим мерките на Заев, каде што отворено кажува, странски служби ми ги дадоа, после у двор му ги фрлиле. Тој у еден ден 3 пати дава различни изјави, се откажува од тие докази, а вели во други 2 случаеви имаме докази што се во колизија со овој. Апсолутно не се работи така. Секој случај, секој сторител на секој конкретно кривично дело е посебен. Не може докази од ваму да се префрлат ваму, поготово кога овие се во иницијална фаза. Не мислите дека ако би било обратно би било нелогично? Еве зошто. Ајде. Еве зошто. Ако специјалното јавно обвинителство излезе со истрага во која вели дека ја исполнило целта за која е формирано, да истражи кој прислушувал, според специјалното јавно обвинителство, тоа е УБК. Да излезе со втора истрага, во која се обвинети највисоки функционери во УБК дека ги уништувале доказите и опремата. Па нели е логично во третиот случај во кој господинот Зоран Заев е обвинет за нелегално прислушување да го отфрли, бидејќи во првиот судот случај го прави тоа. Ама сега или не сакаш да ме чуеш или не сакаш да ме прифатиш. Значи судот единствено прави оценка на докази. Има неколку фази за доказите, можеме да збориме и за тоа. Преска почитуваниот професор збореше, ги измеша малку индиции, основи за сомневање, основани сомневања. Не. Во снимките има само индиции и тоа незаконски набавени, тие никаде не се третираат. Но, ајде нека се истражуваат. И не се подигнаа од индиции. Каде се доказите? Доказите треба да се во судот. А Катица ги повлекува од судот. Не му дава шанса на судот кој е меродавен. Во фаза, значи имаме обезбедување, предлагање, анализирање и оценка. Оценката на доказите ја прави судот и тоа по слободна оценка на доказите, а не по онаа законска оценка или да речем инквизиторната варијанта, што она морам да завршам, значи. Да. Ве молам, морам да завршам. Катица Јанева
си зеде нешто што по закон и устав не ја следува. Оцени, ама тотално паушално, дека тие докази се невалидни за да ги засрами или да ги омаловажи колегите што претходно. Не заборавете дека во континуитет е даден тој случај, тој Стаа го бараше. Зошто? За да го ослободи Заев. И кажува, овие докази се во спротивност, и дури вака, дури смешно вели, вика, не одговара со фактичката состојба на обвинителниот акт. Па вие знаете ли дека не постои фактичка состојба на обвинителен акт? Обвинителниот акт, меѓу другото, во еден дел вели, предлагаме утврдување на целосна и правилна фактичка состојба. Фактичка состојба се утврдува во судот и судот кажува каква е и врз база на неа судот донесува одлука и некого го ослободува или некого го осудува. Ја ви тврдам, таму одмогна на Заев и на Верушевски. Погледнете кој е Верушевски. Нон-стоп Македонија во декади ја држи во криза. Заев му е веќе компањон. Овој случај не завршува. Овој случај ќе си се врати изворно кај што беше. Овој случај ќе продолжи и сега ќе фурлам една бомба јас. А Катица Заева направи злоупотреба на службената должност и Катица Јанева кат-тат ќе одговара за ова. Ама, живи били, видели, да не прејудицираме, нека си работи таа. Не може тој случај така брзо, не судечи. Тој случај мора во суд да влезе, мора суди да го гледат. Знаете ли што е проблемот таму? По новото законодавство, по ЗКП, таму кога го менувавме пред 11 година, или не сеќавам точно, имаме акузаторно начело. Акузаторно начело. Тоа начело кажува дека самата смисла на новата на постапката пред судот е таква да треба да се сослушуваат обвинетите, да се сослушуваат сведоците, вештаците и оштетените. Па таа го спречи. Па се треба знаење, умешност, доследност, професионалност, стручност, да се поставуваат прашања, врз база на тоа се прави целокупниот композит од докази и на крајот со таа контрадикторност. Да. Вие знаете ли дека тоа е поединецот против државата? Да поентирам на крајот. Катица Јанева го избра поединецот за да го спаси под наводници, и удри шамар на државата, бидејќи таму имаме кривични дела против државата, против уставниот поредок и така натаму. Не, Катица Јанева е избрана како специјален јавен обвинител да ја брани државата. Добро, тука се небитни и Заев и Никола Груевски. Истите обвинување и кривични дела се и во постапките кои ги води Катица Јанева против нависоките челници на ВМРО ДПМН и обратно, на чистиот принцип баш, од незина страна. Да, тука сте во право, тука сте во право. Професоре? Прво ќе кажам за прашањето за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Лично мислам дека специјалното јавно обвинителство е уставна категорија, уставна институција. Тој е дел на единствениот јавно обвинителски систем на Република Македонија. Законот за специјално јавно обвинителство, Закон за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, го регулира она што е специфично, поаѓа од специфичните потреби да се разреши прашањето со овие кривични дела за кои што е формирано специјалното јавно обвинителство. А за се друго, законот за специјално јавно обвинителство се надоврзува на законот за јавно обвинителство на Република Македонија. Таму има една одредба со која што е пропишано за се друго ќе се применува законот за јавно обвинителство. Не можеме ние да го одвоиме специјалното јавно обвинителство од јавно обвинителскиот систем на Република Македонија. Се извинувам да завршам. Што се однесува до прашањето за политизираноста на специјалното јавно обвинителство, демек специјалното јавно обвинителство има нешто против власта, нешто против ВМРО ДПМН. Логично е. Кривичните дела за кои што постоја основи на сомнение дека се направени, за кои што произлегуваат основи на сомнение дека се направени од проектот бомби, се кривични дела кои што ги направиле луѓе од власта, министрите и со нив поврзани лица.
Па нормално, тие луѓе ќе ги гони специјалното јавно обвинителство. Тука се најде и пуч. За мене поднесување на кривична пријава против Заев и другите лица, Верушевски и други лица за пуч е абсурд. Пуч се прави со подготвување, организирање на вооружени сили, војска, полиција, групи, разноразни вооружени групи за симнување на власта. Пуч не може да направат тројца, или четворица, колку беа, тројца маж и една жена, колку се таму во тој против кој што беше поднесена кривична пријава. Тоа што Заев се заканувал дека дошол до некои податоци кои што се заканувал на Груевски, нели? Дека дошол до податоци кои што ќе ги употреби против него во случај ако не направи нешто. Тоа е нормална појава. Тоа е нормална тактичка во политичката борба. Политичка тактика е тоа. Со тоа не се загрозува. Каква тактика е со странски служби лидер на опозиција да соработува? Ај кажете ми каква тактика е таа? Прибирање, мислам, веќе се утврди дека не е соработувано со странски. Зашто лаже? Не е соработувано со странски. Зашто лаже? Се утврди тоа. Па снимане дека лаже. Боже мој. А не се утврди, професор. Боже мој. Се утврди. Јасно, Добро. Седе, може. Во оваа држава веќе секој човек кој што логично размислува, кој што е добро информиран, кој што ги следи работите, гледа кој го вршел тоа снимање, дека тоа го вршела УБК. Во толкувањето на уставот уште ова да го кажам. Пуч како таков, одлуката за повлекување на обвинението во однос на Пуч, сосема нормално, сосема очекувано, нема докази. Ова што го кажав пред малку. Ма треба да ги најде. А ги има. Како да ги Па најде? ги има. Па не е Пуч. Верушевски што зборува со неговите пајташи Па не е Пуч по интернет? за каната на Груевски. Ете, дојдов до податоци и оставете го тоа. И друго, прибирањето на податоци. Ќе правиме граѓанска војна и украинско сценарио во Македонија. Што е тоа? Молим? Нема такво Молим? нешто. Јас за такво Нема? нешто. Нема такво нешто. Јас за Ќе такво пиеме нешто кафе, ќе ви го не дадам, сум- ќе видите, не има, сум- сега знае да. дека има. За Сега, такво вака, нешто не значи, сум- останува мојата оценка врвна десетка за професорот Устав, која член 1 и 2 ги толкува од Уставот, почитуваниот професор, ама за толкувањето на јавното обвинителство, а тоа е член 106, минус 10. Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични дела и други со закон утврдени казневи дела и врши други работи утврдени со закон. Единствен орган. Ние имаме паралелизам, не е во структурите, Немаме. дозволете, ја ве слушав, доколку беше специјален јавен обвинител во структурата на државното јавно обвинителство, да не смее никој да го гиба, а да одговара на јавно обвинителскиот совет и на собрание, јас и вие ќе бевме истомисленици. Бидејќи ова е специјално јавно обвинителство, оделно тоа е диво месо на јавно-обвинителската организација. И не знам сега ова нема да ме станете злонамерно, во кривичната материја сте работили некој пат, професоре? Бев судија 7 години. Па ако сте били кривични предмени, судевте? Судим. Тогаш Значи, малку сум зачуден. Господине Костов, со оваа теза, значи ВМРО Читайте го ДПМН, член 106. значи ВМРО ДПМН го прекршило уставот. Ајде да чуем. Па според вашата теза, Кажете. па кој е специјалното јавно обвинителство неуставно, ВМРО Па ДПМН го ама, прекршило па уставот. а не ме фаќи вака ти мене сега де. Па, ми гласаа за него. четирите политички партии го прекршија Меѓу- устав. меѓу Па кои е пржино. ВМРО ДПМН, да. Сега де, види. Не, меѓу сега де. кои е ВМРО ДПМН, да. Пржинскиот договор е прекршување на уставот. Значи, Па од- тоа е тоа. Па затоа имавме избори. Ама и од ВМРО Да се ДПМН. вратиме во институциите. Тоа сакам да ве прашам. Да. И од ВМРО. И од ДПМН. ВМРО. Да. Што вие? Јас сум ВМРО-вец, мислите? Не, ли? не, сакам да ве прашам само. Да, и од ВМРО. Да. Ја не велам. ВМРО, СДСМ, ДУ и ДПА. Нема клубови на пратеници веќе, нема пржина. Има парламент на Република Македонија, има влада на Република Македонија, има председател на Република Македонија. Таму ќе се договараме. Затоа направивме избори. Таму треба да се вршат договорите и да се Ајде, реализира вака, имаме политиката. уште 2-3 минути блиц. Ајде, Мнозинството од македонските граѓани според сите релевантни анкети веруваат дека, значи тоа се некои над 50%, не знам точен процент, дека преслушувањето во Македонија е направено од ДУБК. Тоа е една работа.
Во извештајот на германската влада, на прашање на нивни четворица пратеници во германскиот Бундестаг за тоа од кога е направено. Значи, велат, снимките покажуваат дека на високите владени кругови имале сознание за активностите на тајната служба и македонската служба масивно посегнала во приватната сфера на граѓаните. Во извештајот на Прибе се вели дека прислушувањето според сите показатели е направено од домашната разузнавачка служба. Во најновиот извештај на Европската комисија се вели дека демократијата во Македонија е постојано оспорувана и дека имаме држава која е заробена. Знам дека не ги сакате овие меѓународни извештаи, но еве бидејќи зборуваме со аргументи, прашајте ме. Ви ги нафрлив сите овие кои јасно укажуваат дека во Македонија меѓународната заедница очигледно верува дека прислушувањето е направено од ОБК. Ево. Она што го покажа и истрагата на СЈО и во што веруваат мнозинство од македонските граѓани. Ако УБК е верушевски, неговата откината тај група, да не речам диверзантска, од УБК и 2-3 амбасади кои ги помагале, ај се да не употребувам имиња, да не си правам проблеми лични, тогаш сите овие извештаи се во право. Не е така. Странците го знаат тоа и фрау Меркел прво нека виде кој нејзе ја прислушуваше, сите знаеме, ција ја прислушуваше, кој е обвинет за тоа, каде е обвинет, а потоа во Македонија да кажува како да се решат работите. Тоа е за германскиот извештај. Прибе, ако пржино не го познавам, Прибе, не сакам ни да го чујам, дојде за 5 до 6 дена, без темелна анализа, направи како што направи извештај и не можам да ја простам на владата што го усвои тој извештај. Значи, еве, против ВМРО и Дуисум, како вие би рекле, и на страниците на еден дневен вестник, се вика Дневник, се откриени сите луѓе, кои биле, какви биле, што го правиле извештајот на Прибе. Извештајот на Прибе е срам за европската дипломатија. Другите извештаи, валјда од контекст се малку овие извадени, јас ги признавам, а за корупцијата морам преска, не му одговорив. Знаете ли каде е највисока корупцијата? Во европската дипломатија, во бриселската бирократија. Милионски поголема корупција имат од Македонија, бидејќи со милиарди повеќе работат. Нека си ги решат таму работите и дека дојдат да ни држат лекции. Добронамерната помош е добродојдена. Имаме ние способни луѓе, па еве нека биде и тимот на Катица во тие способни луѓе, нека работат, нека си ги заслужат високите плати и сами ќе се истражиме. Добро ме подсетивте за корупцијата. Не. Благодарам. Господине Костов, добро ме подсетивте тоа прашање кога го заборававме според денешниот извештај на Amnesty International, Македонија паднала за 10 места на корупција, сега во регионот само Косово е зад Македонија. И овој извештај не го признавате? Го признавам. Овој го признавате? Да. Дека Македонија, значи, има екстремно високо ниво на корупција. Не. Amnesty International, знаете ли кога сега ќе одиме втора емисија? Знаете ли кој го финансира Amnesty International? Кој? Чичко Сорос. Аха. Значи пак се враќаме на Сорос. Па да, тој сака Македонија да му ја подели на исток и запад. Ево да ви кажам најотворено, ама за тоа некоја друга емисија ќе направиме. А дали денеска чувте дека Малта не признале да се честитаме меѓу нас? 135-та држава? Значи, добра вест. Тоа е, знаете кој, тоа ќе биде следниот председавач на доброто тело и види Бога тебе како е во држава кај што има диктатура, кај што има диктатор, кај што има режим, не признават подуставно име. Мора да е грешка ова на Малта да го испитаме. Професоре, имате една минута, така ми кажуваат од држијата. Јас се согласувам со ова што пред малку го почитавте. Ние имаме тешка криза во македонското општество, во сите области на општествениот живот. Владата на Груевски за 10 години не направи ништо за да излезе од таа тешка криза во сите области на општествениот живот. И на Република Македонија и се потребни промени за да излезе од мртвото, загаденото море на корупција, на криминал, на криза, на проблеми на граѓаните. Да, добро, ви благодарам професоре Костов за учеството во емисијата, а вие почитувани гледачи следевте уште една анализа. Останете со програмата на 24 вести.